Моето патешествие низ селата во Република Македонија ете ме донесе во Долненската општина во нејзиниот североисточен дел во селото Небрегово. Ете Господ ме донесе, како што се вели, да дојдам и во ова село, да се видам со селаните, да си помоабетам со нив, да дознам многу нешта за ова село, со еден збор да ги надополнам моите сознанија што ги имам за селото Небрегово. Во село Небрегово овој пат не дојдов по мојот стар обичај, кога доаѓам во било кое село, да дојдам мошне рано, во зорите, туку некаде пладништето, како што вели народот. Може би се прашувате зошто дојдов на пладниште, ама да бидам искрен, не беше во вистинска смисла на зборот пладниште, туку некаде помеѓу 2 и 4 саатот, како што умеат да кажат небреговчани. Ево Небрегово дојдов на само чекрек време од денот, затоа што пред неколку години, кога бев нагости во нивното соседно село Дреновци, на летната слава Свети Атанасоен, многумина небреговци ме поканија да го посетам и нивното село Небрегово и за него да направам репортажа. Ете како што се вели, Господ ме донесе во нивното село на сам ден на празникот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи, кој се прославува не во селото, насред село, што се вели, туку еве речиси 40 и кусур години во манастирската црква Свети Јован Крстител, во Пелагоничката околија, попознат како Небреговскиот манастир, на заслугот на самата слава да бидам гостин заедно со селскиот манастирски црковен одбор. Наминав не само на гости, наминав не само да бидам гостин на заслугот на манастирската слава, не само да ја дознам причината зошто ваква слава се пречекува во манастир, кој така да речам има несвојствено име, ама и речиси невообичаена слава, не само во селото Небрегово, не само во Пелагониско, не само во Македонија, не само на Балканот, туку и многу надалеку и на широко, туку, драги мои, дел од оваа слава, почнувајќи од заслугот, завршувајќи со патерицата, како што е и обичај, да ви доловам и вам преку објективот на нашата камера. Но пред да ја продолжам приказнава за невообичаената слава, која се преславуваше во манастирската црква Свети Јован Крстител во село Небрегово, ќе ве запознам со моите досегашни сознанија за селото Небрегово. Селото Небрегово е на 18 км од Прилеп, се наоѓа во Долненска општина. Колку куќи број, колку жители? Околу 50 куќи, околу 200 и нешто жители. Луѓето со што се занимаваат? Луѓето претежно живее од тутун. Нешто има стока, неколку булуци има стока и тоа. Кој му се соседни села на село Небрегово? Соседни села, од оздола, ако ќе почнеме, се Дупјачани, Дреновци, најблиски села се Дреновци, од лева, од исток Стар Присад, после Мраморани, натака Забрчани и Мажучиште. Небрегово е мощно старо село, навистина мощно старо село, а затоа зборуваат како безбројните устни преданија, така и небројните пишани документи и материјални артефакти. Во средниот век селото Небрегово се наоѓало на 2-3 километри јужно од сегашното, во насока кон Горносело. Во 1337 година царот Душан како дар му го подарува на манастирот Трескавец. Дека пред речиси 700 години денешното село Небрегово се наоѓало на 2-3 километри јужно во правец на селото Горносело, зборуваат најдените предмети приорање на нивите од селаните на местноста викана Манастириште, која се распостила во непосредна близина на патот Небрегово-Горносело. Материјални артефакти и денес можат да се видат расфрлани по површината на местноста Свети Илија, додека пак за местноста Стари Лозија мештаните веруваат дека тоа се од римско време, кои, иако не се заштитени, досега не се чепнати од човечка рака.
Evo, ovdje postoji grob, tuka imate pozadi vas, ovdje isto ima grob, zato je neistraženo mjesto. Се до втората половина на 19. век селските гробишта се наоѓале јужно од селото на местото викано преку река. На местото на некогашните гробишта денеска се наоѓа селската црква Свети Атанасије, каде се уште можат да се најдат остатоци од старите гробишта и остатоци од зидини на уште постара црква. Во непосредна близина на овој локалитет се наоѓа локалитетот Латинска црква, каде што според устното предание на мештаните, во 1955 година откопана е голема мерберна плоча на која оддавна и се губи секаква трага. Од кога постои селото Небрегово, историчарите се уште ја немаат со сигурност потврдена годината, но според некои пишани црковни книги, кои датираат од времето на отоманското владение со Македонија, во втората половина на 18. век се однесуваат за селото Небрегово, кои селаните и денеска се уште ги нарекуваат попски крстелни книги, најстариот фамилиарен род запишан во тоа време бил родот на Црвенковци, кој живеел во 19 кујчи, а најстар член во тоа време бил некој си Григор, кој живеел кон крајот на 19. век, чија негова лоза се распостила наназад неколку векови и води потекло од некој си Васил, кој живеел 110 години, Дуко, кој живеел околу 100 години, и Стојан, кој исто така бил долговечен. Исто така, мощни стари семејни родови во Небрегово се и Дудевци, кои живееле во 5 куќи, и Шербановци, кои живееле во 3 куќи, додека пак во истите попски книги забележан е и семејниот род на Рујановци, кој живеел во 11 куќи, кој во Небрегово во првата половина на 18. век се доселил од богомилското село Оморани. Во попските книги исто така е забележено дека родовите Јамевци и Димчевци имале иста семејна лоза, додека пак од семејниот род на Јамчевци потекнуваат семејните лози на семејствата Коневци и Соколовци, од чиј род е истакнатиот македонски книжевен, културен и јавен работник, академик, поет, прозаист, литературен критичар, филолог и јазичар, еден од кодификаторите на современиот литературен македонски јазик, Блаже Конески, чии негови предци во Небрегово се доселиле пред речиси 250 години преку селото Десово, некаде од Дебарска околија. Во попските книги забележени се и семејните родови на Пишкови, кои се доселиле од сегашното село Маргари, а семејниот род на Мраморовци е забележено дека е доселен од селото Мраморани. Кој му е летна слава, кој му е зимски слави на селото Небрегово? Летна слава, селска слава ни е Великден, а пујчни слави Свети Никола, Митроен и Аранџелоен. За време на Отоманското царство, поточно речено во втората половина на 19. век, Небрегово е чифличко село со кое владеат неколку бегови и аги, меѓу кои Усеин Тополчебек, Зечир ага и Али ага. Семејните родови на Ибраим ага, Аџимаале ага, Сулейман Ефенди бек и Рашид бек во атарот на село Небрегово имале околу 200 хектари земјиште, кои целиот свој имот му го дариле на Бегорскиот манастир, како задужбина на оздравените неколку деца од овој семен род, а по илидескиот период и другите аги бегови кои имале своји чифлици ги подариле на Бегорскиот манастир како благодарност што Свети Јован ги излекувал од болест и нивните деца, а и самите помогнале да ги откријат старите ѕидини на манастирската црква Свети Јован Крстител и како аманет на тогашните селски првенци од селото Небрегово им оставиле 2 грниња полни со златници да го изградат манастирот. Аманетот Небреговци го исполнија пред речиси 70 на години, поточно речено во 1970 година по иницијатива на селскиот црковен одбор северно од денешните остатоци од старата црква, а во 1992 година на 24. мај
чиј датум се совпадна со празникот на македонските просветители и се словенски мисионери на христијанството, Свети Кирил и Методи, со осветувањето на темелите за изградба на новата манастирска црква и осветувањето на првоизградениот манастирски конак. Во селото се најдува црквата, стара црква, Свети Никола. На 2 километри од селото го имаме прекрасниот манастир Свети Јован Крстител, кој можете да снимате, да видите колку има изградено, и јас мислам дека за ова кратко време е доволно направено. Овде кога прошетавме на овој манастир, видовме дека овде има и ископини од римско време, имаме тука и стара црква. Нешто од историјата? Старата црква е ископана 70-те години со помош на селаните од село Небрегово. После е стопирана од тогашните власти, со тамо наводно некој си Бабич, и останата е во истата положба како што се најдува сега. Ова новата црква кога ви е направена? Новата црква е почната негде 86 година со помош на покојниот Христо, тогаш беше тој во управа. Овие конаци, иначе градени се сето со средства што се паднати од народо. Некој помош имаме од Гранит, тогаш моментална помош од Гранит. Друго е сето изградено со средства од што ида посетителите на 4 слави, што ги имаме 4 слави. Денешна слава Кирил, имаме Иванден, имаме 11 септембар, таа е главната слава, осекувањето на Свети Јован Крстител, на главата на Свети Јован Крстител и водици. Историјата вели дека овој манастир Свети Јован некогаш, а и денеска припаѓа на манастирот Свети Јован Бигорски. Сета земја, манастирот поседува 6 хектари земја во атаро на село Небрегово, и таа земја сета постои на Свети Јован Бигорски. Ова да ми кажеш, има ли тамо во Јован Бигорски ваша соба, така да наречам, каде што пред 100 години оделе од овде од Небрегово, но не само не од Небрегово, туку и неговите соседи села наконак во Јован Бигорски. Бев посетител на Свети Јован Бигорски и колку што бев упознат од тамошниот владика Доситеј, ни кажа дека наводно под тарасите постоеле во времето амбари, кога житото од манастирот Свети Јован Крстител од село Небрегово се носело во Свети Јован Бигорски. И тие амбари сега моментално се обновени, обновени и совршено направено. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови хлеби сија пшеницу вино и умножи Духом Твој свјати и во мирие Твоим сегдание и присно и во веки веков. Во славу и чест свјати славјански просветители Кирила и Методија, приносим Ти сја, Господи Боже, Боже молитва ми прими, се чедре жертву, сија пренебесни Твои жертвени. Амин. До година има некој? Хајде, дојдете ваму. Сја и одборниците на манастиру. Свјати мученици, же добре страдалчество ваше и вјенчавше сја, молите сјако Господу. Христос посреди нас, речете и ке биде. Христос посреди нас. Христос посреди нас. Скршете малко. Помилуј нас, Боже, по велици милости Твојеј. Молим Ти се, Он слуши, помилуј. Во името на Отца и Сина и Свјатаго Духа. Еве, драги браќа и сестри, и денеска ги приносовме топлите молитви спрема Бога. Се помоливме на денешните светители и просветители, Свети Кирил и Методи. Тие е донесоја писменоста во овој славјански род, родени во Солун, од побожни родители. Уште од малена неговите родители, нивните родители ги носеле во Домот Божи, во црквата.
koga imalo bogoslužba pogotovo. I taja blagodat Božja, Duhot Božji od malena vlegol vo njih i tije od malena ušte počnale da go propovedat evangelijeto, to jest da go sledat patot na nivnite roditelji. Iako živeja vo 7. to jest 8. vek, koga veće nastapi vreme to isporastija, se odadoja na učenje kako i sekoj deca i sekoja mladina što poveće i poveće da se usavršava i da postigni uspeh, to jest da završi visoki školi. Vidite, ušte od toa vreme Sveti Kiril i Metodij se oddale na taja nauka da završat najgolemite školi što postojele togaž. Ete se javuva na zapad potreba togašnjot moravski knez Kocel pobaruva poučeni ljudje da go negoviot narod tamo kaže to i upravuval da go prosvetat. Se obratil na togašnjot car vamo južnjot da mu prati vizantijskijot, da mu prati učeni ljudje. Ete to ih izabira kako najučeni vo to vreme Sveti Kiril i Metodij i ti je trgnale da go propovedat hristijanstvo, to pravoslavlje, to ni cela Panonija. Ali đavolot, onaj čovek koji odi popatot na Boga, dopušta Gospod iskušenje. Đavolot velam ne miruvaše, zašto takvi ljudje mladi da se odat na Boga i da go propovedat Hristovo to ime i Hristovata nauka. Narodo tamo baral da dojdat ljudje da go propovedat evangelijeto na razbirljiv jazik. Kako sega nekoj da ni dojdi nas od Grcije i od Albanije i od nekih tamo da je propoveda nivno učenje, iako je pravoslavno, a za nas nerazumno, apsolutno nije ke protestirame. Ke barame onaj koji nije propoveda ta nauka za razbirljiv jazik, a to beja Sveti Kiril i Sveti Metodij. Nemojte samo licemerski da gi slavime, deneska je Sveti Kiril i Metodij, ne učime i taka natamu. Da li beše ti vo crkvata? Da li ti se pomoli na toj svetitelj da te prosveti tebe, koji toj go prosvetil celo to čovječanstvo, a ti si dožen da gi prosvetiš tije mali dečinja koji tebe ti gi poverile roditelite. Ete, našite sveti molitvi, dragi braće i sestri, da gi prima Sveti Kiril i Metodij, sega sekovaš u večni vekovi. Amin. Ajde, učeniče voće, prvo da go blagoslovite. Spasi Gospodi ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanje Tvoje. Povjedim se pravoslavnim hristijanom našim, i jačanu Tvoje sokrenjaja i geslom Tvojih žitelj. Јас сум Димијски Трајчо од Горносело. Сега се најдувам моментално во манастирот во село Небрегово и се пријавив за домаќин година, за Свети Кирил и Методij. Што те привлече вака да бидеш домаќин? Па ми беше желба да бидам домаќин во манастир. Ти си од каде?
село Дреновци, се викам Динеска Ирена, сум мажена во село Горносело и за година се пријавивме во сопругот на мајчини, Свети Кирил и Методија. Јас сум од Небрегово, Златко Црвенковски се викам и еве дојдовме денеска овдека да го прославиме овој денешен празник Свети Кирил и Методи. Овој манастир е Свети Јован Крстител и има 4 слави годишно, па една слава од тие 4 е и оваја Свети Кирил и Методија. Дојдовме денеска, се собравме колку што можевме да прославиме, да се збратимиме сите колку што можеме, да бидеме сите заедно. Јас сум Царен Крстевски, професионален готвач, вработен бев во Билјана, после Витаминка, а во манастирите сум одел секојаш волонтерски заедно со помошници, што ми помагале, а инаку работата сум одел професионално. Вечерва спремаме за 150 души гости, граб, салата, мешана, а за утре во очи на празникот што е Свети Кирил и Методи има пилешка чорба, јанија, салата мешана за 200 души. Во овој манастир помагаме 30 години. Она што е како способност како готвач, сум готвел и за мајстори и за градежни работници што работеле, сум бил присутен и на сите слави што сум бил поканет овдеки волонтерски со помош на управата, докато сум бил повикан. Јас сум Блажи од село Царевич. Готвам, со Цане му помагам 20 години. Шпорињава јас ги зидам за готвење. Имам зидано од Пантелеј, Полчишта, Светилија, Топлица, Царевич, Леништа, Мусинци, Степанци и на други места. Овие се сите шпорина кај ќе сретнеш, да знаеш дека од мене се прави. Отче, благослови го левот, јадењето и пиењето, со среќа на новиот домаќин за година нека му е. Амин. 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 Господ нека умножи јадењето и пијањето во ова село, во ова трпезарија и во целиот свет. И за многодини денот да ни е, да сте радосни и да Ми се радува душева што денеска на оваа слава манастирот е доволно посетен и народот се враќа по селата со надеж дека има иднина во селата. Затоа што побува место од овој прекрасен манастир порамно и попривлечно, јас мислам дека нема. Секој манастир си има своја убајна, али нашиот манастир се викам дека има своја убајна, што е нарамно и близко до градот. Моментално имаме трпезарија со капацитет од 170 души, имаме современа кујна,
Имаме собствена вурна, до пред неколку години си печевме леп тука. Сега еве на година-две остареат луѓето и немаме така најдено човек што може да дојде поможи. Имаме прекрасен кувар, тоа мора да кажам, што иди да готви без надоместот години. Колку има, со колку соби располага конаците одека и дали се наплаќа кога човек ќе дојди на одмори души што вика да ноќева? Располагаме моментално со 12 соби, скоро сите се со по 4, негде и 5 кревети. За преноќиште може и слободно кога сака да дојде на викенд, не наплаќаме, тоа е од желба, пример посетител колку сака да остави пари во црквата. Нека е денот за многодини. Нека е денот за многодини, нека луѓето бида среќни и весели. Го напуштам селото Небрегово. Го оставам Небреговскиот манастир, манастирот Свети Јован Крстител, да се ја слави манастирската слава Свети Кирил и Методи, да го слава денот кога на сам ден на празникот Свети Кирил и Методи беа осветените мелите за изградба на новата манастирска црква, кога на истиот ден и осветен првиот манастирски конат со едно ветување дека пак ќе дојдам во селото Небрегово, пак ќе го посетам Небрегово, пак ќе го посетам Небреговскиот манастир Свети Јован Крстител, пак ќе дојдам на гости и на другите негови летни и зимски слави, само со Господ напред, како што велат моите небреговци.